Дали исклучувањето на одредени намирници, например, кога се јаде само јаглехидрати или се јаде само протеини, дали и тоа има штетен ефект? Еве во моментов кај оние кои што вежбаат, често се сугерира дека протеинската исхрана може да биде добра за одржување на добро мускулатура, добро тело. Така, ве разбирам. Знаете како, тука има еден општ проблем кога е исхраната или нутрицијата во прашање. Тоа е проблемот на, стручно кажано, симплификација или вопростување на нештата драматично. Сепак, не треба да заборавиме дека станува збор за доста комплексна наука. И сега, човечката природа е таква која ќе слушнеме поедноставување, ова е добро, ова е лошо, тоа јади, тоа избегнувај, и дели така лепи, да речеме, звучи логично. Меѓутоа, сите тие такви драматични поедноставувања може само да му направат штета на човек. Например, еве да речеме, тоа многу проширено објаснување, што не е, за јаглехидратите дека се штетни. И сега тоа е толку упростен начин кој што не се одвествува со научната вистина, кој што, например, ние треба да разбереме дека нашето тело на енергетски план пред се подпира токму на јаглехидратите. Мозокот и мускулите, ако бидат оставени природно да бираат, најнапред ќе одберат таква храна по потекло јаглехидрати. Се разбира, тие имаат метаболички капацитет да преминат и на друго, меѓутоа не е тоа примарната цел. Примарната цел е, или природата како што дала, е јаглехидратите да не бидат основна енергија, изворна енергија во текот на денот. Протеините имаат свое многу јасно место. Да, човек кој што интензивно вежба, например, ќе дојде кај мене човек, треба да разговараме за начинот на исхрана, и сега јас кога ќе го слушнам степенот на физичка активност, тоа мене ќе ми биде поттик на тоа колку ќе дадам протеини или нема да дадам протеини во исхраната. Меѓутоа, ако човек практично не вежба или нема некоја поинтензивна физичка активност, земањето на голема количина протеини во денот практично нема никаква смисла. Зошто? Заради тоа што прво и основно нема да ги употреби, бидејќи ако нема физичка активност, и тоа робусна физичка активност, протеините ќе пројдат низ телото, тоа нема да пројави никаков интерес за нив, и тие преку бубрезите ќе бидат исфрлени надвор и ќе ги оптеретат сериозно бубрезите. Значи, земањето протеини има смисла, апсолутно да. Меѓутоа, тоа треба да биде во комбинација со сериозна физичка активност. Потоа, протеините треба да се земаат распределени во главните оброци. Убаво е, ако може секој од трите главни оброци да има на еден или на друг начин протеини. Не значи месо со секој оброк. Значи, може да има протеини и со доручек, и со ручек, и со вечера. Убавината на протеините не само тоа што се градбени елементи, туку тие и создаваат ситост.